ова издание, американскиот претседател ја потпише извршната наредба со која времено го замрзна издавањето зелени карти. Почнуваат рамазанските пости, дали ИВЗ ќе ги почитува препораките на македонските власти. Во време на коронавирус различни луѓе бараат утеха на различни начини. Еден од нив е кровна, но не било каква. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Почнуваме вообичаено со најновите вести. Американскиот претседател ја потпише извршната наредба со која се воведуваат рестрикции на имиграцијата во период од 60 дена. Ова ќе осигура невработените американци со било какви квалификации да бидат први за вработување кога повторно ќе се отвори економијата, рече Доналд Трамп пред новинарите. Тоа исто така ќе ги зачува здравствените ресурси за американските пациенти, додаде тој. Претседателот овој потег го нарече многу моќен, сепак тој не ги опфаќа неемигрантските визи. Американски официјални лица планираат интензивирање на борбата со коронавирусот со оглед дека има докази оти тој ќе се јавува во циклуси. Ваквата најава за закана од нов бран е тема на највисоко ниво во американската армија. Сите дискутираме за тоа, оцени генералот во воздухопловните сили Дейв Готфайн. За муслиманите денеска почнува светиот месец Рамазан. Исламската верска заедница засега се придржува кон препораките на македонските власти за спречување на ширењето на коронавирусот. Но дали ќе остане така? За барањата на ИВЗ, но и на МПЦ-ОА јавува Мики Трајковски. Неодамнешната изјава на поглаварот на Исламската верска заедница Сулейман Реджепи, кој каже дека ако владата не им помогне, ќе ја укинат забраната за посета на џамиите. За професорот по безбедност и добар познавач на верските прашања Цане Мујановски, станува збор за определен облик на несноѓање на верските заедници во актуелната состојба. Да отворите прашање дека вие, ако некој нешто не ви задоволи, ќе се заханите со друга захана, тоа укажува дека не сте разбрале положбата која ја имате. Не дај Боже ако ги повлечеме нашите повици за пандемијата, ситуацијата ќе излезе од контрола и овде ќе стане Бангладеш, рече Реджепи. Но и владиката Тимотеј не ја исклучува можноста и МПЦ да бара финансиска помош од државата, затоа што и црквата била зафатена со економска криза. Епархијата има само 20 души вработени кои што треба на први да им дадем плата. Јас од кај да им дадам сега ако сите цркви се подклучни. Еден месец, два може да ги издржиме ние, меѓутоа ако тоа продолжи подолго време, ќе мораме или да ги отпуштиме или да бараме начин како да ги обештетиме луѓето. Професорот Мојановски пак додава дека во една ваква сложена ситуација потребна е поголема мудрост од страна на лидерите на верските заедници во земјава. И Исламската заедница во писмото до владата, која особено на еден нетипичен или нерелигиозен начин се обраќа за помош, Македонската православна црква, која пак со еден интересен однос меѓу обврските кои што ги наметнува државата и црквата секогаш ја става напред државата. Тоа повеќе или помалку зборува за еден амбиент во кој се наоѓаат верските субјекти во Македонија како структури кои не секогаш можат да го следат и читаат потребите на времето. Според него, треба да се следи примерот на сите позначени верски лидери во светот и се додека трае кризата, повикот за почитување на мерките на државните органи да биде јасен и недвосмислен. Од Охрица, гласот на Америка, Мики Трајковски. Пандемијата предизвикува страф и несигурност кај сите, но особено кај бремените жени. Тие освен за себе се грижат и за своето бебе. Ана Нелсон има повеќе. Во поголемиот дел на САД постои строг карантин, а претходно закажаните операции се одложени за да се ослободат болниците. Сепак некои работи не може да се презакажат, например раѓањето деца. Ја сваќаме причината зошто постојат овие дополнителни мерки на предпазливост. И лекарите и медицинските сестри се разболуваат, а веќе има недостиг од персонал. Многу е тешко. Сепак, ова го доживуваме и многу лично, бидејќи ни е тешко да ги балансираме безбедноста и чувствата. Сонја Менон и Джейсон Шилер го очекуваат нивното прво бебе за неколку недели.
Како и многу други парови, тие се надеваат да бидат заедно кога бебето ќе се роди. Сепак, како последица на пандемијата, една по една болниците во Њујорк почнаа да не дозволуваат партнерот на родилката да биде присутен за време на самото пораѓање. Не можам да ви објаснам колку и зошто ми е важно да бидам присутен во моментот на раѓање на моето дете. Facebook групи посветени на оваа тема ги поздравуваа новите членови, ги споделуваа нивните грижи, искуства, блогови и текстови за пораѓање во домашни услови. За само неколку денови притисокот стана толку голем, а онлайн петицијата беше потпишана од стотици илјади жители на Њујорк. Поради тие причини гувернерот Ендрю Куомо издаде наредба со која дозволи едно лице да може да присуствува за време на пораѓањата. Во ниту една болница во Њујорк жените нема да бидат оставени сами кога се пораѓаат, ниту сега, ниту никогаш. Бремените жени во Њујорк се ослободија од овој притисок, но сепак сите идни родители мора да следат строги процедури. Пред да отидат во болница мора да бидат тестирани за COVID-19 и да прават контролни тестови секои 12 часа пред пораѓањето. Ако партнерот е негативен, ќе му биде дозволено да остане внатре. Ако Сонја се покаже позитивна на тестот, ќе биде одвоена од бебето веднаш штом тоа ќе се роди. Лекарите ќе се грижат за бебето, ќе се обидат да го заштитат од вирусот. Бремените жени спаѓаат во категорија граѓани кои имаат поголем ризик да се заразат со вирусот. Универзитетот на Калифорнија Сан Франциско прави ново истражување за бремените жени заразени со COVID-19. Веќе има стотици такви случаи. This is a brand new virus. Ова е нов вирус и речиси нема информации во медицинската литература како тој би се одразил врз бремените жени и нивните бебиња. Поради многу несигурност и анксиозност со кои се соочуваат бремените жени деновиве, лекарите советуваат оние што планираат семејство во брзо време да ги одложат нивните планови. Во време на коронавирус различни луѓе бараат утеха на различни начини. Еден од нив е и кровна, но не било каква. Пенелопе Пуло има повеќе. Yes, we feel Од 1984-та, откако е на функцијата главен американски епидемиолог и бил советник на 5 председатели плюс сегашниот, многумина го сметаат за глас на науката и разумот во борбата против COVID-19. Американците му веруваат. А сега, додека го гледаат на редовните брифинзи, можат и да уживаат во кровна со неговиот лик. Веста за човекот кој стои зад оваа идеја, Ник Семераро, собственик на Donuts Delight, стана вирална. Кровните се омилениот американски десерт, а тој е американски херој. Одлична комбинација. Семераро вели дека тој и неговите пекари во Рочестер, Њујорк, испробали други идеи пред веста за кровните со Фаучи да се прошири како шумски пожар. Прво, кровните ги украсуваме во сина боја, како почит за медицинскиот персонал, а потоа со уште 3 бои, патриотски, црвена, бела и сина. За само 48 часа, откако биле произведени првите кровни со ликот на Фаучи, веста станала вирална на социјалните мрежи. Преплавени сме со телефонски повици, луѓето се благодарни, не само затоа што спасил животи, туку за неговото влијание, за неговите заслуги, го сакаат. Купуваат кровни во знак на поддршка, убаво е тоа да се види. Тој е исто така благодарен и за неочекуваниот бизнис среде актуелната криза. Излезе дека не мора да отпуштиме никого. Многу ноќи не сум спиел поради тоа што знам дека работата кај нас прехранува многу семејства. Имаме 45 вработени кои зависат од мојот бизнис. Нивните семејства зависат од него. Имаат домови, куки, кредити, кири, треба да купат храна. Не се работи само за мене, за бизнисот или за кровните, за сите нас како целина. И сите тие се обединети зад доктор Фаучи во борбата против вирусот. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Поздрав од Вашингтон. Чувајте се и бидете добро.